Значи, уште еднаш подсетување, ова што го проследивме пред малку е утринскиот хит на утринската програма на телевизија Нова. Запомнете, ИТН. Ке се дружиме и ке се будиме и расонуваме секое утро заедно. Ова е хитот на неделата, кој што ќе го гледаме секој ден од 7 до 10 часот по наш и ваш избор секако. Остануваме ние уште една актуелна тема. Темата број 2 за оваа утринска програма е еден убав јубилеј. И пред малку со моите денешни соговорници измоабитивме дека всушност таа 1967 година, точно на денешен ден, 2 октомври, се случил првиот тренинг. Се прашувате што е она, доколку не сте го погледнале промото за оваа емисија, зборуваме за традиционално карате. 50 години традиционално карате во Република Македонија. Им благодарам на Венцислав Недев и на Дејан Недев што ова утро се заедно со нас. Како беше тој 2 октомври 67, господине Недев? На денешен ден, 2 октомври 1967 година, под водство на каратистите Сеидо Теофиловски и Атанас Кајчевски, професор на Факултетот за физичка култура, тие во Партизан 3 за прв пат започнаа со каратето и во таа група имаше негде околу 117 каратисти, меѓу кои бев и јас. Бевте вие. Може да ми кажете зошто таа 67-ма од сите спортови кои што веројатно били интересни за младите тогаш, не знам колку години сте имале тогаш, ако сакате кажете ни, избравте токму карате? Па вака, карате спортот како понов спорт за разлика од некои други спортови, го немаше во Македонија. За прв пат започна во Југославија неколку години пред тоа. Пред таа 67. Да. Најзаслужни се доктор Илија и Владимир Јорга. И буквално контактите на професората на Скајчевски кој го донесе каратето во Македонија, првите контакти беа со доктор Илија и Владимир Јорга од Белград. Има некој минимално основно знае овие македонските наши први тренери, но започна и под менторство на доктор Илија и Владимир Јорга. После тоа, они многу ретко доаѓа затоа што го ширија каратето во цела Југославија. И во Македонија доаѓа еднаш годишно. Еднаш годишно? Да. И вие еднаш годишно првите неколку години така беше. Првите неколку години беше така. Еднаш годишно доаѓа, за 2 дена семинар, ќе ни покажат нешто и ние цела година тоа го вежбаме. Тоа треба да го вежбате цела година и да им покажате што сте научила кога ти ќе дойдат следно. И напредокот беше многу спор. Да. Значи јас тогаш имав 16 години. Сега е друга ситуација, децата почнат дури од 5 години. Да. И многу споро се напредуваше заради тоа што едно исто вежбавме. И што вежбавте? Например, се сеќавате ли таа 67, што беше првото што го вежбавте во сала, Партизан 3, колку што ве разбрав? Па најосновните удари. Добро. И она најосновна ката ја вежбавме. Најосновна. И таа цела година? Цела година, да. Ама ќе се усовршиш за ката цела година, за до следната година нема утка, така? И после тоа веќе почна и доктор Илија и Владимир Јорга да комуницираат со врвни јапонски инструктори. Каратето од секогаш е пред се едукација, вештина. Да, а потоа спорт. А потоа спорт многу малци. Да. И јапонската влада тогашна, една организација прва призната у свет, која и ден денеска постои GK, тоа е Јапонска карате асоциација, која инструираше врвни инструктори јапонски и после тоа како кој е најдобар, го праќаше по Европа, по Америка да шире. Тоа беше мисијата на Јапан. И такви инструктори имаше во Европа и најдобар инструктор, првите контакти сенсеј Илија и Владимир Јорга што ги направија, тоа е Мураками. За жал тој не е меѓу нас сега, меѓутоа беше еден јапонец
скоро самурај, многу суров на тренизите, така да тие тренизи он што ги водел биле многу тешки. Тој професор јапански, јас не сум учествувал на негови семинари, заради тоа што он доаѓаше во Југославија пред да почне каратето у Македонија. Така, да. После него дојде сенсеј Таиџи Казе. Ја нема да го кажам ова втор пат и пет пати да ми кажете. Како? Таиџи Казе. Таиџи Казе, може. Него, тој долг период доаѓаше. Него го знаете и знаете кои се дури неговите колеги јапански кои беа по Америка, знаете, они сегде беа распространети по сите континенти, а еднаш во годината пак се враќаа у Јапан, за да направат заеднички некои иновации у спортот, да разменат и пак се враќаа назад на континентите. Сите негови колеги јапонски него го нарекуваа црвен инструктор, затоа што доаѓал у Југославија. Во другиве комунистички земји немаше уште карате. Многу покасно почна него во Југославија. Меѓутоа, овој се удоми кај нас и често доаѓаше. Црвенио. Да. И заслуга на доктор Илија Владимир Јорга што јас имам многу добри односи и од тогаш, па дури и сега, и не престана никако. И тие врски со јапонците е заслуга нивна, секојаш јас бев и до јапонците, дури некои 4-5 пати доаѓаше у Македонија, Таиџи Казе. Супер. Може да споменеме сега, добро, син, татко, тоа го знаеме релацијата, но и Дејан да ни кажа, мислам дека не постоеше друга можност освен карате во семејството Недеви, така? Сме правеле муабети во други пригоди, дека и Алјоша и Јадранка сите сте заедно во каратето. Ама вие не слушајте сега, ја го прашувам Дејан, онака искрено, ама баш искрено. Ве тераше тато да одите на карате или вие сам посакавте? Ја можам да кажам за мене никогаш. Што никогаш не сакав? Никогаш не ме терал. Не ве терал, добро, да се договориме да бидеме јасни. Добро. Јас уште започнав многу млад, на 5 години да вежбам во салата на карате клуб Работнички, каде што и ден денес вежбам. Значи, јас пораснав со таа претходна генерација која што пред мене бележеше успеси на југословенско ниво. Значи, во тоа време вежба легендите на македонското карате, точно токму во нашиот клуб. Би ги спомнал Мирчо Пеловски, Луиза Гашева, Јорго Огњеновски, Назим Куртовиќ, кои што се носители на повеќе титули, шампиони на Југославија, исто така европски шампиони, вице шампиони на Европа, кога каратето, кога било најтешко да влезеш во репрезентацијата на Југославија, да бидеш член. А камоли да постигнеш такви врвни резултати. Значи, јас израснав со тие луѓе и мора да истакнам дека уште како мал, кога ги гледав на тренинзи како работат со мојот татко, ми се раѓаше желба да јас еден ден кога ќе пораснам, да продолжам по нивните стапки и не само да продолжам, него и да ги надминам. И јас се надевам дека успеав во тоа. Јас неколку пати на Европско првенство бев шампион. Исто така на светско првенство, на последното светско првенство 2015 година во Копар, Словенија, го освоив златниот медал. Да. И сега, Дејан, вие не слушате. Винцислав, кој е најдобар од трите деца? Алјоша, Дејан или Јадранка? Па вака ќе ви одговарам и на ова прашање. Ја би сакал нешто друго од тој период да ви кажа. Ајде, повелете. Знаете, ние сите почнеме во тој ДТВ Партизан 3. Меѓутоа, таму останавме некои 2 години, па се преселивме во Ѓорче Петров, во тој ДТВ Партизан. И беа такви прилики да овие тренери што го донесува каратето за брзо време се откажаа. Така да ние мораме да бидеме и тренери и надпреварувачи. И надпреварувачи, да. И одеднаш ми се вроди идеја да формирам јас клуб.
клубот е после тоа формиран, после формирање, после почетокот на каратето традиционално во Македонија, да. Затоа што многу не шетаа од ова сала, она сала, бевме зависни дури и од чистачот некојаш, дали да ни отвори сала да вежбаме. И ми дојде идеја, во Македонија постоја две јаки спортски друштва, тоа е Вардар спортско друштво и Работнички спорт. Со оглед на тоа дека јас бев вработен во Македонски железници, најдов некои добри луѓе од раководството на Македонски железници да ми помогнат, пошто Работнички е под патронат на спортско друштво на Македонски железници и спортско друштво има. И ги замолив да не примат у спортско друштво и да го регистрирам клубот званично. Пред тоа овие клубови беа некои секции, нигде не беа регистрирани, а се вежбаше карате. Ние званично го регистрирахме клубот, Карате клуб Работнички, и потоа почнав да ги молам да ми најдат некој простор. Друго место кај што нема да го молиме чистачот да ни отвори за да вежбаме. За сала, него да биде наша сопствена сала. Баш кај тогаш оние катите не се за секоја година, така имаше виша, научивте вие многу, имаше што да вежбате. Веќе почнавме и јапанците да доаѓаат тука и да идат во летниот период на Јадранско море. Ние ги посетуваме сите семинари, така да можеше да се каже у годината најмалце 5 до 6 пати одевме и добиваме големо знаење. И почнавме побрзо да напредуваме. Македонски железници, кога се иселија од таа ранжирна станица стара, па ја преселија у Трубарево, имаше пуно објекти така кои требаше се рушат. Што требаш? Аха. И ја ги замолив да ми ја дадат ова сала, сега кај што е Капиштец. И ми ја одобри. Таа беше никаква, да ви кажам. Дури беше на еден спрат, па ние после доградивме уште еден спрат, две сали, руинирана внатре. Меѓутоа, у почетокот и немавме пари, вежбавме многу лоши услови. Кој ќе ви кажам дека имало бубачки, секакви работи. Имало веројатно и влага, имало се што... А нашата волја била голема, ништо не ни сметало. Така, да. И обично така кога станува збор за такви спортови кои што имаат добри резултати, нели условите се... И тогаш добивме перфектни услови, трензите беа редовни, добивме големо членство, меѓу времено се едуциравме како тренери и носевме подобри ментори од нас и ние се едуциравме повеќе. И увек имавте знаење во себе за пренесување. Може да во таа сала може да вежба негде 30 у група, а у тоа време дури 50, вака на чичкани внатре вежбавме. Значи имаше некако жилба за вежбање, така? Во групи. На секој саат менјавме група, ги делеве, нели, кај нас има градиране со појаси. До помаранџасти една група, до плави друга група, кафеави трета група, црни појаси четврта група. И многу брзо напредувавме. Значи, причината е што имавме комуникации со доктор Владимир Илија Јорга, што имавме комуникации со јапанските инструктори, ко станавме и ние добри инструктори, и услови, какви такви, беа перфектни, за тоа што беше наше. И од тука излегоа многу врвни каратисти, што ги спомнат деја. Значи, се што е крем у каратето, излезе во Карате клуб Работнички. 3 деца? Знаев дека ќе заборавите. Значи, тешко е веројатно од трите прсти да се избере кој е најдобро, така? Да. Ваши деца се. Кој е најдобар? У тој период, пошто јас сум негде од Велешко таму, и немав стан, работев, али немав стан. И живе во една соба исто во клубот. Така да, они се родија во тој клуб. Добро. Лјоша е постар, он прв почна да трчи уште на 2 години, на 3 години во салата. Оти тука не беше и салата, чим дома во собата прави проблеми, ќе го пушти во салата да трчи. Оди 2-3 круга. Добро. И потоа, после неколку години јас веќе добив стан, се иселив, меѓутоа недалеку од клубот. Да, недалеку од клубот и ви беше близко. На некои 2-3 минутки сте од таму. А Лјоша беше роден доста цврсто дете.
уште се гледаше од првата година кога продуеше. И он не знаеше да оди, он само трчеше. Значи физички беше многу подготвен. Дејан и Јадранка близнаци, они беа нежни затоа што се родија седмачиња. Вие мака сте имале. Да. Добро. И многу, мислам, нежни беа и беа нападнати од бронхитисите и работи, па секој лето одевме на море да така ни препорачува да се изчеличе. Да. И Алјоша, пошто многу битна е мускулатурата за каратето и за добрите успеси. Да имаш добра мускула и колку имаш подсврста мускулатура, побрзо ги запамтуваш вежбите и почисти имаш покрети. И полесно е веројатно, така, да. Кај Дејан и Јадранка не беше така, значи нема таква прецизност на почетокот. Дејан сака да каже дека подобар бил Алјоша, ја што разбирам, добро. Меѓутоа, Дејан, со само тоа што ние имавме некои такмичења за деца и сега секојаш победуја други деца, он во Македонија... За Дејан зборува? Да, за Дејан ми вика, кога ја ќе освојам златна медалја, тука на тие детските такмичења. Викам, само ти вежбај. И со само тоа што сакаше да ги надмине и брат му и сите, тој толку се вложи у себе, толку го засака спортот, да за кратко време ги помина и више никој не можеше да го стигне. А Јадранка, дека женско и не ја спомнав тич? Па, Јадранка, она знаеше да се уклопува кон едниот, кон другиот брат. Секогаш она ги ценеше повеќе ни, меѓутоа, оно е женско, има друга категорија и таму напредуваш. Аха, добро. Дејан, колку требаше за да стигнете, ајде не братви, но да ги стигнете своите врсници во вашата категорија на почеток, па потоа се натаму? Колку вежбање требаше? Па добро, значи во почетокот, убаво опиша татко ми, јас секогаш бев трет, втор, никогаш прв. Така да ми требаше едно добри 10 години. 10 години? 10 години. Значи, почнав од 5 години. Така што почнав од 5 на 15 години, значи било... на 15 години почнав во кадетска конкуренција и на државни првенства, и на европски првенства да бележам високи резултати. Значи, мој прв најзначаен резултат е на Европското првенство тука во Скопје што го организирав 1995 година, каде што станав шампион на Европа во кадетска конкуренција. И веќе секоја наредна година ја бев шампион и во кадетска и во јуниорска конкуренција, а напоредно кога направив 18 години се натпреварував и во сениорска конкуренција. Значи во кадетска и во јуниорска секогаш бев шампион, а во сениорска конкуренција, значи како созревав, како поминува годините, таму во сениорска конкуренција бев втор, трет и веќе кога направив, да речем, 25 години, кога созревав, и како личност, и како надпреварувач, и стекнав некој искуство, веќе почнав и во сениорска конкуренција од европски и од светски првенства да се враќам со златни медали. Ке ми кажете колку време вежбаше Дејан, колку време всушност треба да вежба еден каратист за да освои медал? Тоа вака можеби во часови е неубаво да се каже, ама волјата веројатно треба да постои, нели? Мускулатурата ја споменавме. Ама постои ли нешто, не знам, желбата, што е? Што е присутно? Спортот е нешто чудо, значи, у тој поглед. Јас се сеќам по мене. Јас, например, у денот, ако не одвежбам 2 пати... Што значи 2 пати, господине Недев? 2 тренинзи сабајле и навечер. Што значи 2 тренинзи? По сат и пол, по 2. По сат и пол, 3 часа 4 сат. И 2 часа. Добро. Зависи. Некојаш и вежбам и цел ден кога ќе ни беше пред нас такмичењето. Пред важен надпревар. Така да, има неисцрпни работи што секогаш што треба да се научат. И сега ти мислиш дека доста се научил, кога ќе видиш некој подобар од тебе или некој инструктор кој ќе дојде кој ти покаже работа, ти тек тогаш ќе видиш колку не знаеш. Да. И така секогаш се едуцираш, ама мора сето тоа да го направиш до перфекција. За да го направиш до перфекција треба многу поновување. Да. И тука во каратето стануваат најупорните.
Оние што мислат, ќе доја, нели, карате е јак збор. Нели, карате е јак збор, често пати викат, ќе ти удрам едно карате, па ќе те убијам. Така ли? Ама така лесно не се убива. За да се убие, дали, сега не збориме за човек, може животно да убиеш, да се убие, треба многу вежбање и треба голема синхронизација на целокупната мускулатура, за да у тој импулс на ударот биде смртоносен. Така да. Ама добро, не зборуваме во карате за смртоносни удари. Не збориме за вештина, за спорт. Спортот е издиференциран, кај нас е дури толку безбеден. Безбеден. Тоа сакав да споменеме, дека безбедност има. Да, затоа го вежбат и девојче и машки. Дури повеќе девојчиња има, вистина е ова дека повеќе девојче. Па кај нас повеќе девојчиња. Како тоа? Па не знам така. Што е она што им се допаѓа на родителите кога ги носат младите девојчиња таму да вежбаат? Дека треба да се ујача телото, умот, се, нели? Тие се виштини со кои што растат се, не само телото, туку и умот. Истражувањата светски докажале дека каратето се брои меѓу 5 спортови за правилен развој на децата. На децата. Да. И тоа го знаат и спортските амбуланти, а често пати децата идат таму по тие амбуланти ради контрола од школа ги носат. И често пати наоѓаат аномалии кај децата искривување на кичмата. Не само што подолг период у таа амбуланта е каратиста директор доктор Славе Пашевски, меѓутоа и сите други доктори го знаат тоа и веднаш ги праќаат на карате и на пливање. Супер. И тоа е добро затоа што навистина спортот е таков да кај нас подеднакво се вежба со сите делови на телото. Така, да. Не е како во некои спортови, например, само со една рака нешто работи или со една нога удира. Целото тело е значи подеднакво. Дури у тренажниот процес се препорачува, например, леваци сме и деснаци. Сега, тој што е со деснак, појако удира десната рака, тоа е природно. Меѓутоа, на тренингот, секојаш нас не учеле професорите. Ако со оваа рака удираш у реквизит 1000 пати, со ова треба 2000 пати. Да, за да може да навежбаш како... И доаѓаме до изедначување. Подеднакво, иако природата створила да едната страна ти биде појака. Да. Морам да ви кажам дека имаме уште неколку минути до крајот на овој разговор, затоа да се осврнем, брзо поминува времето секогаш кога имаме вакви соговорници во студио. Може ли да зборуваме за она што вчера вечер се случуваше во музеот на македонска борба, каде што одбележавте 50 години, значајни 50 години на традиционално карате, ние имаме и инсерти кои што ќе ги погледнеме, но вие ќе ни кажете како се помина. Многу е битен овој настан вчера што беше, што го одбележавме. Не го одбележавме колку да се каже 50 години сме вежбале, него сето тоа го заливме со резултати. И тие резултати и монографијата што издадовме со 500 и нешто повеќе слики, ги кажуваат сите резултати за овие 50 години. 50 години тоа биле 50 генерации, од 50 генерации, меѓутоа тие 50 генерации, 10 генерации станале врвни спортисти кои освајале од балканските, европските, медитеранските, светските првенства медали донесоа секак. Така. Негде над 300. Над 300 медали? Над 300 медали за овој период. Дејан, како вам ви се виде вчерашниот настан? Како вие го доживеавте? Добро, ова ни беше втор настан. Еве сте и вака да покажете што и како умеете, така? Да, значи настанот беше многу убаво организиран. Имавме доста убави гости. Пред се би го спомнал директорот на Агенцијата за млади и спорт, кој што беше присутен, Дарко Каевски, и исто така легендата на спортот, на спортот воопште во Македонија, значи спортистот на векот Шабан Трстена беше, исто така почесен гостин, тренерот Насе Насев, професорот наш кој што допатува од Србија, доктор Владимир Јорга, беше исто така почесен гостин, кој исто така одржа и семинар. Пред свеченоста имавме промоција на монографијата, 50 години карате, значи половина век исполнети успеси. И така да минатиот викенд, значи што помина, ни беше скрос исполнет со активности и на крај свечената карате академија, каде што беа доделени
признание и плакети на сите оние кои што овие 50 години дале свој придонес во развој на карате спортот во Република Македонија. Да. 2020 година, Олимпијада во Токио. Во едно интервју прочитав дека ваша желба е, тогаш ке имате 40 години, така, да бидете, да учествувате таму. Дали се ова само желби или и можности? Па, знаете, на секој врвен спортист кој што има освоено во својата кариера многу резултати, значи пред се говорам за оние меѓународни надпреварувања као европски и светски првенства, неостварена желба и сон му е исто така да учествува на Олимпијада. Наш хендикеп беше доскоро што еве каратето 50 години од постоење не стана олимписки спорт, токму минатата година стана олимписки спорт. И јас се надевам дека луѓето од Меѓународниот олимписки комитет ќе ги опфатат сите три типови на карате кои што постојат и екзистираат во светот. Значи тоа е традиционалното карате, модерното карате и контактното карате. Значи во тек се преговори да кои дисциплини ќе бидат застапени на Олимпијадата. Да, може дека во Токио може, се шегувам само. Да. Па ќе има можностите трети па да учествува. Бидејќи јас Токио е исто така домакин на Олимпијадата во 2020 година и тоа беше и причината затоа што каратето е јапонска вештина. Причината што Меѓународниот олимписки комитет го прифати каратето да биде дел од олимписка дисциплина или олимписки спорт. Да. За пред крајот на овој разговор да ве прашам како е да ви биде таткови учител? Колку е строг? Строг, значи строг е кога треба да биде. Знаев, ова е најполитичкиот одговор, вака, нели? Но иначе можам да кажам татко кој каков што би посакал секој син и секоја ќерка. Бидејќи е голема жртва за нас, за сите тројца, не само во каратето, туку и воопшто во животот. Така. Значи тој вложи многу, се посвети на нас и ете, ние му возвративме со резултати во каратето. Значи сите тројца сме подеднакво успешни и јас еве јавно му се заблагодарувам за сета она грижа и упорност која што ја имаш и ја вложи во нас. Да. Би сакал, извини. Да, кажете. Да кажам многу важен момент, нели каратето потекнува од Јапан. Пред некои 15-20 дена се отвори овде јапонската амбасада и ние бевме поканети затоа што имаме подолг период со канцеларијата, сега е амбасада, со канцеларијата соработка. Бевме поканети на тој нивни свечен тренутак и на нашата свеченост беше за прв пат каде што требало негде да настапи во Македонија за било која работа, беше незината екселенција Кейко Ханада, амбасадорката, и беше многу задоволна од она што го прикажа. Да. И за крај, ќе биде тешко или лесно за вас да се сетите кој е за вас или кога бевте најрадосен? За кој успех на некој од вашите деца? Кога бевте онака како се вели, сега ми е срцето полно? Знаете, јас се радувам на сите успеси за овие 50 години. Политички одговор, одбирате нешто веднаш. Вака да ви кажам, браќата Недеви се иако веќе се договоривме 40-40 вети ќе си вежба и ќе си отиде на Олимпијада. Карате може да се вежба до 45 години, доста ефикасно и Дејан и Алјоша перфектно, па и Јадранка перфектно го прават тоа. И они сега веќе 8 такмичари и тренери се, меѓутоа на вистина донесува многу резултати. Дејан донесе најповеќе, после Алјоша, после Јадранка. Таков е редоследот. Значи на кој најмногу се радувавте? Се радувам на сите најте златни медали. На кој најмногу? Сега сум среќен што сум татко на 3 прекрасни деца. Кога рековте? На која медала? На кој, како?
Мора еднаш да се биле најсреќни. Радости беа уште на почетокот, уште као мали исто голема радост. Така. А како растат они, нели почна од детски категории, па кадети, осваја европски првенства и двајцата и Јадранка, па јуниори исто ги пануваја резултатите и најдраги ми беа која освоја у сениорска конкуренција. Не еднаш, него ги повторуваа резултатите. Ја ќе ви кажам. Ајде, кажете ми кога беше најсреќен? 2011 оно Ете, европско првенство. Јас прв пат станав шампион на Европа во сениорска конкуренција. После тоа и Алјоша Јадранко 2014 во Египет стана светски шампион. Дури Јадранка освои два златни медали. Гледате дека сте биле никогаш најсреќен? 2-3 пати најсреќен, најсреќен. Наредната година он пак на светско првенство обединато со сите типови на карате стана светски шампион. Све се тоа големи титули за радост. Супер. Ви благодарам за ова учество. Се надевам дека ќе има уште многу јубилеи. Дејан Недев, зборувам за вас. До 45 вели тато може. Ке се видиме веројатно во Токио 2020. Може така? Да. Ви благодарам. Драги мои, останете и натаму на фреквенцијата на телевизија Нова. Отворената утринска програма ИТН или информација точна на времена оди натаму.